Дженифер Лопес е новото лице на компанијата за накид Zen Diamond. 4 пати разведената дива добива $10 милиони за турскиот бренд, изјави извор за Page 6. Сепак тоа се смета за договор за спонзорство со ниска бројка за суперзвездата. Таа претходно има склучено многу поголеми сделки. Лесно добивала 20, 30 па дури и $50 милиони за спонзорства. Затоа бев шокиран, вели изворот, додавајќи тоа е малку за J.Lo. Позирајќи во бела венчаница со отворени рамена и вренички прстен на до малиот прст, пејачката е новиот глобален амбасадор на брендот кој таа го представува во неговите најнови рекламни кампањи за Црн петок. Во реалниот живот Лопес е сама по разводот од Бен Афлек во 2024 година. Таа сака да остане во вестите, трча по својата младост, таа не од оние луѓе кои очајно сакаат пари. Мислам дека J.Lo е во фаза каде што прави се што може за да остане релевантна, шпекулира извор. Всушност, суперзвездата, родена во Бронкс, отвора нови патеки. Неодамна настапи за прв пат во Индија на свадба на милиардер, каде што наводно заработила $2 милиони. Изборот за Мис Универзум беше погоден од нов скандал неколку дена по неговото завршување, откако косовсвеникот на изборот, мексиканецот Раул Роча, беше обвинет за трговија со дрога и оружје, а косопсвеничката од Тајланд Джака Фонг Джакра Јутатип за измама. Мексико го истражува председателот на организацијата Мис Универзум во врска со трговија со дрога и оружје, како и кражба на гориво, соопшти канцеларијата на државниот обвинител, додавајќи ја контроверзноста околу изборот за убавина. Канцеларијата во соопштението наведува дека издала 13 налози за апсење како дел од истрагата без да ги идентификува лицата. Но локалните медиуми објавија дека издадена и наредба за апсење на председателот на Мис Универзум Раул Роша, кој поседува половина од организацијата Мис Универзум. Се добиваат клучни информации што ќе му овозможат на федералното обвинителство да продолжи и да ја истражи оваа истрага длабински. Се вели во соопштението на агенцијата, додавајќи дека истрагата датира од 2024 година. Денес се навршуваат 6 години од смртта на Горан Стефановски, еден од највлијателните и најценети македонски драмски автори, чија работа ја надмина домашната сцена и остави длабока трага низ целиот регион. Стефановски почина на 27 ноември 2018 година во Велика Британија по кратко, но тешко боледување на 66 годишна возраст. Автор на антологиските Диво месо, Тетовирани души, Дупло дно, Лед во место и десетици други драмски текстови, Стефановски создаде собствен драматуршки универзум во кој преку судбината на едно семејство ја расправаше судбината на македонскиот народ, неговите кршливости, болки, социјални неправди и вечната борба за подобро утре. Неговите драми и денес се играат на сцените низ Европа, а критиката едногласно го смета за еден од најмокните драматурзи на поранешна Југославија. Проектот, поддржан од Полската амбасада и од Министерството за култура и туризам за реконструкција на гледалиштето на Театар Комедија во Скопје е завршен, а публиката на 28 ноември ќе има можност во обновената сала да ја види премиерата на представата Ивона, принцесата од Бургундија. Вчера во театарот беше означен крајот на градежниот зафат и отворање на салата која во иднина ќе овозможи на публиката соодветни услови за следење на представите. Театар Комедија е еден од најмладите, но и најпосетените театри во Република Македонија. Од пред 20 дена почна промената на старите амортизирани столчиња, како и на подот во Театар Комедија. Тие столчиња има една историја од 60-ти на години и носат некоја емоција, традиција, но сепак тие беа нефункционални и имаше големи поплаки од самата публика. Благодарение на донацијата на Полската амбасада од $2 милиони за проектот кој чини околу $9 милиони и во кој
Министерството за култура учествува со преку 5,3 милиони денари, гледалиштето е обновено, посочи министерот Љутков.